8 јуни, понеделник, добро вечер, почитувани гледачи, ново издание на 24 анализа, вечерва 24 интервју со актуелниот министер за здравство, Азир Алиу. Добро вечер. Благодарам, добро вечер. Случајно во канцеларија ве прашав колку сте на функцијата и ми рековте... Па утре една година ќе биде, од кога стапив на функција министер за здравство. Една година министер за здравство. Сакам малку со политика да влеземе. Веќе го газиме јуни, во втората половина премиерот кажа ќе ја имаме реконструкцијата на владата, реконструирана влада како нов владин кабинет. Па сакам да прашам, натре во вреди веќе ги направивте ли финалните координации, се видоа ли лидерите внатре, се договорија ли нешто како партиска информација, што може да кажете? Имавме состанок и во поширено, значи целата структура на вреди, бевме надвор од Скопје, на кој што состанок анализиравме и работата на вреди како политичка партија веќе во власта, 2 години, но исто така и за функциите во кои што ги имаме и резултатите кои што ги имаме, поврзани со политиките што беа дефинирани, така да кај нас веќе е јасно дека дел од процесите кои што ги водиме треба така да ги водиме, дел од процесите ќе треба да се реорганизира се со цел да имаме побрзи резултати. Бидејќи граѓаните реално чекаат резултати и тоа брзи резултати за жал, бидејќи 22 години албанците има една политичка партија која што беше на власт и за жал во тој период имавме само наратив од типот све е завршено, све е решено, испаѓа секој ден детектираме законски пречки кои што за жал испаѓа дека наративот све е завршено бил само политички наратив. Сега рековте, некои работи треба да продолжат во континуитет како политика на вреди, некои треба да се променат. Ние информиравме како новинари или како медиуми за таа средба, но еве нешто подетално, бидејќи следува реконструкција на влада. Дали разговаравте на тој состанок за конкретни имиња? Дали, например, веќе го имате кадровскиот пакет за во реконструираната влада, која што треба од сега да се случи за 10 дена? Знаете, тоа е политичко и институционално прашање. Ние како вреди веќе имаме нацрт стратегија за кадровските прашања кои што треба да ги имаме во вреди, но сепак на крајот на денот е коалициска влада, која што во таа влада имаме 3 партнери, значи ВМРО, вреди и знам, и треба во наредните денови премиерот да седне најверојатно со едните и со другите или заедничка средба, не знам тоа како ќе биде, кој формат на средби, како и да е, таа средба треба да биде на коалициско ниво за да може да се договарат процесите. Реконструкција е нормално и политички во секоја земја и е реално да се направи ако гледаме дека негде може да се подобрат некои процеси или кадровски решења кои што мислиме дека треба да перформираат подобро, а тоа не го прават во моментот. Да, беше најавено дека токму оваа недела, според последните најави, премиерот Мицкоски треба да одржи таа координација, таа средба со лидерите на вреди. Сега ајде да бидам попрецизна, како коалициски партнер во владата, очекувате да ги задржите квантитативно ресорите, најпрво тоа да го расчистиме. Да. Сега во моментов колку ресори? Па ние немаме зошто, значи коалицискиот договор за влегување во влада во тој период, знаете дека јас бев дел од преговарачкиот тим, ние бевме четворица, мислам вкупно бевме 7 луѓе кои што, значи вкупно велам од ВМРО и од вреди, како коалиција тогаш. И тој договор ние за 4 години владење со ресорите и креирање на политиките кои што за 4 години ќе бидат процесуирани на ниво на ресор и ние стоиме за тој договор како вреди. Сега иде и персонално, веројатно очекувате ќе ве прашам, утре една година на позицијата министер за здравство, но веќе ги има тие комбинации. Беким Сали неодамна нели како вице-премиер, да ротира на вашата позиција, а вие да ротирате на позицијата на вашиот сопартиец, министерот за добро владење. Шпекулации во моментот, знаете, нормално дека ги има, сега интересот е многу голем, кој кај ќе биде, дали ќе продолжи. Како и да е, лично ако ме прашувате мене, мојот пристап во политиката е многу јасен. Значи, еден политичар не треба да се мери вредноста на тој политичар, колку долго бил
на една политичка функција, туку што направил за периодот кој што бил во таа функција. И јас верувајте дека секој ден тоа го работам, мене не ми е битно дали ќе бидам уште еден ден, една година или 2 години, битно е тој период кога менаџираш со институцијата, колку реформи правиш во таа институција и колку резултати, бидејќи функциите се менливи. Резултатите се тие што остануваат во секоја институција, знаете. Ако влегуваме политички во ова прашање, вие кога дојдовте како министер бевте 7 поред за 3-4 години во здравство и секогаш ја држевме онаа теза дека многу е важно за подолгорочни проекти да имаме подолгорочен министер за здравство за да можат проектите да се истуркаат. Некако ќе се добие впечаток дека ресорот здравство, иако е најранлив со огромен буџет, не таргетира сите нас, сите ние сме пациенти, некако како да е секогаш некоја паричка за партиски подкусурувања. Знаете, не е разговарано за такви промени, имајќи во предвид и процесите кои што ги имаме отворени. Вие сама рековте дека здравството бара долгорочни планирања и процеси кои што треба да се процесуираат. Ние имаме отворени проекти кои што ги реализираме. Резултатите покажуваат дека здравството во моментот од 4,5 доверба во здравството за една година веќе е во 5,0, значи за 0,5% довербата на граѓаните кон здравството веќе е зголемена. Уште еднаш напоменувам дека секој функционер, и тоа е нашиот наратив и како вреди, дека треба да работи секој ден за да има резултати. Јас ценам и како инженер дека резултатите повеќе зборат за нас отколку ние на емисии или на пресконференции. Значи, тоа што го работиме ние и нашите проекти, мислам дека се погласни отколку ние да излеземе или да збориме колку ние сме успешни. Ако вие позади вас немате реформи во ресторот кој што менаџирате, мислам дека тие пресконференции брзо се забораваат. Без да знам дека до утре сте една година и без да предвидам некоја специфика во предстојната реконструкција, го договоривме во интервју и во секторот здравство, сакам да речам без намера да даваме некој очет за сработеното, иако многу работи и проблематични и скандалозни се отворија минатата година и се уште не се затворени. Останам уште малку на политичката тема за Арбен Фетај. Вие бевте меѓу првите, односно прв негов сопартиец, како да кажам, кој соопшти дека човекот зема плата, а не оди на работа. Сега слушаме повторно во јавноста дека ќе се враќа во Брисел како специјален представник на Македонија и некако на јавноста тоа не е сватливо. Информираме дека со месеци не знаеме каде ни е министерот, дека зема државна плата, поднесе оставка, истото тоа да го кажеме, која не знаеме дали ќе биде и кога ќе биде адресирана до собранието и сега знаете ли каде се наоѓа? Да бидам искрен, не знам кај се наоѓа, бидејќи можеби динамиката во Министерството за здравство има толку големи процеси отворени, кои што, верувајте, кога сум надвор сум на состаноци, кога сум во Министерство сум заглавен со административни процеси и да бидам искрен, не знам, ако ми прашувате каде, како и да е, ценам дека политичкиот профил на секој од нас треба да се процени од партијата која што не назначила и ценам дека на добар пат сме да имаме KPIs или тие индикатори кои што секој од нас ќе биде евалуиран според сработеното и според, уште еднаш напоменувам, тоа што нам ни е должност да го направиме, а тоа се реформи и имплементација на проектите кои што се нацртани за 4 години на ниво на влада. Знаете, министре, сакам едноставно да прашам, сметате дека политички е принципијално ферски према граѓаните да сведочат министер кој што 2 или 3 месеци не дошол на работа, земал буџетска плата, сега да го пратиме во Брисел, ги цитирам коментарите од социјалните мрежи, од анализи, од коментари на аналитичари. Дали сметате дека во услови кога им велиме на граѓаните биткани или со корупција, за правна држава, секој да си ја заработи платата и ние сега да сведочиме, зборувам како вреди, каков став би завземале во однос на ова прашање? Па еве брзо ќе дојдат деновите кои што ќе треба да се соопшти реорганизација од капацитети од човечка гледна точка на вреди, па најверојатно ќе имаме и пресконференција за тоа како ќе продолжиме понатаму и кој во која позиција ќе биде и каква одговорност ќе има. Очекувате да останете дел од владата, вака директно да прашам, какви се комбинациите?
Знаете, прашањето ако е директно, треба да биде институционално и политички, не би сакал да одговарам, да не се после... Но имате веројатно личен став дека до сегашниот ангажман, дали очекувате да останете дел од кабинетот? Уште еднаш велам, резултатите треба да зборат повеќе од нашиот политички наратив. Бидејќи прашањето многу лично, не би сакал да одговарам заради тој политички момент, но како и да е, на крајот на денот мислам дека политиката е колку си работел во институцијата и вредноста е таа, а не колку си бил на таа фотелја. Јас мојот наратив секогаш бил така. Знаете, јас бев министер и во информатичко општество и администрација и тогаш беше истиот наратив, јас дадов оставка тогаш заради политички моменти, но главно е и се гордам и ден денеска и од оваа позиција дека таму се уште некои проекти продолжуваат да се реализираат. Се обидувам да извлечам некоја информација од вас, дали можеме од вреди како идни кадровски нови решенија, некои изненадување да очекуваме, некое ново име? Па дефинитивно ќе има ново име, бидејќи ние имаме една позиција која што во моментот е колегата Фетај даден или оставка, така да ќе мора таа позиција да биде заменета со нов профил, ново име. Вашето име беше како замена на Фетај? Па не сакам на спекулации да давам одговор. Вие би сакале во здравството да останете? Значи, навистина не би сакал да шпекулирам, бидејќи не се работи за политички и лични желби, туку за институционална организација. Јас се гордеам и утре да не бидам дел од ова министерство, се гордеам за, утре една година рековме дека ќе биде, се гордеам со сите проекти кои што ги имаме во здравство, завршени, и сите кои што ги имаме почнати. Знаете, од базичните проекти, од проекти кои што срамота понекогаш е да ги најавиш како проекти, а се работи за, базична инфраструктура како што е паркингот, до најмодерни проекти како што е Digital Twin, кој што во светот многу малце се зборува, а ние веќе почнавме со пилот проект. И јас со тие проекти ќе се гордам и денес и утре и после 10 години, а сите други моменти се релативни. Тоа што останува, уште еднаш велам, остануваат нашите реформи, резултати и проекти. Разбирливо ми е на мене дека овие нови кадровски решенија ќе бидат предмет на меѓукоалициски договор на некое повисоко ниво, но сакав од вас да слушнам дали вие се пронаоѓате се уште во приказната за здравство, па ќе речам комплексен ресор, тежок ресор, вие сте информатичар. Ние понатаму ќе дадеме отчет за здравство, така да ќе се видиме. Добро. Додиме темите, сакам малку да ги локализираме, бидејќи спомнав дека неколку скандали изминатиот период ја потресоа јавноста. Еден од нив беа, како ги велиме новинарски, непотребни кардиохируршки операции. Последен пат, кога државте пресконференција, рековте дека во моментот во Министерството за здравство за секој од 9 темина засегнати пациенти од овој предмет се пишуваат партикуларни и поединечни извештаи кои заедно со целокупното вештачење ќе бидат пратени во обвинителство. Така. Сега ве прашувам технички за информација, до каде е предметот откако е добиено вештачењето? Значи вака, имавме, ако ми дозволите само ретроактивно малце да имаме појасна слика. После објавата на информациите имавме средба со докторот, после таа средба јас креирав работна група со експерти од државата. После мислам дека 13 или 17 не ме држите за збор активни редовни активности кои што ги има средби, работни средби. Добивме еден извештај од националната експертска група. Јас тогаш на првата средба, првиот прес реков дека ќе имаме уште една комисија, бидејќи сензационално беше тоа прифатено од страна на новинарите за жал, но од страна на граѓаните беше со скепса како сега здравствениот систем, како ќе не лекува ако имаме ваков здравствен систем. Имајќи во предвид дека нам не е многу битно довербата на граѓаните кон здравствениот систем, јас барав тогаш и надворешна комисија која што тие експерти воопшто нема да имаат допирна точка со нашата држава и со нашите локални доктори, и од таму добивме извештај, конечен извештај кој што за среќа тој конечен извештај е
90% сличен на извештајот од нашата внатрешна експертска група, че тука имаме чак намалување на бројот на случаеви кои што надворешната експертиза вели дека не требало да се третираат како што биле третирани. И сега веќе имаме извештај и од надворешната и од внатрешната. Двата извештаи, како што се детално, дополнително со сите информации за секој пациент, бидејќи во обвинителство не можете да доставите извештај, туку треба да доставите цело портфолио, посебно за секој пациент. И тоа портфолио се работи, значи тие се многу сензитивни податоци внатре, се работи за човечки судбини, за семени судбини и затоа тоа е при крај кога ќе биде дефинитивно креиран целиот фолдер со детали. Знаете, вие морате освен клиничкиот момент и административниот, мора и временскиот момент да го дефинирате. Значи, ние сега правиме за секој пациент и временска рамка, кога пациентот првпат се пријавил на здравствена институција, во која здравствена институција, кај кој доктор, каков тип наод добил, колку време чекал за да оди во втора здравствена институција, и тие се истории во кои што барат посебен третман и стручен и административен. Се уште се пишуваат, многу е важно процесот да видиме оценка на обвинителство, дали има основ или нема за да се покрене постапката. Дефинитивно, ние стоиме, јас стојам зад секој збор што го кажав од првата пресконференција до пресконференција која што исто така ќе ви известиме до кои институции, во кој датум и број на фајлови кои што се доставени до тие институции. Нема да биде една институција, ќе бидат повеќе институции кои што ќе бидат информирани. Овој процес здравство сега да го заврши, бидејќи важно е, пак ќе речам, да видиме инстанцата обвинителство пред се, бидејќи тие го имаат механизмот за да го покренат случајот, нели? Памтите тогаш кога чекавме од стручната комисија, од надворешната, цело време прашањето на секоја пресконференција ваше и на вашите колеги беше кога ќе биде извештајот доставен од нив. И тогаш и сега велам, овој процес не бара временска рамка. Значи бара прецизност, одговорност и едноставно да бидеме внимателни со податоците кој работи на тие податоци. И овој пат ќе кажам, времето воопшто не ми е битно, битно ми е дека тие документи треба да бидат стручно работени и да бидат доставени до надлежните институции. И тука ќе заврши нашата одговорност кон случај. До тогаш, кога ние имаме одговорност како Министерство за здравство и како министер, целата процедура нема да ја работиме на брзина, туку ќе ја работиме стручно, одговорно, бидејќи на вистина ценам дека овој резултат не е само резултат, туку е реформа во здравството. Што сакам да кажам? Од таа реформа во здравството веќе едно тело имаме, ја најавив, веќе е при крај телото креирање на тој hard team на ниво на државата, кој што ќе биде перформиран од експертска гледна точка од приватни, од државни, од приватни здравствени институции, за да може тој hard team да дава пас за случај кој што треба да има второ мислење, дали може понатамо да се третира со една или со друга клиничка процедура. Имам посебно прашање за тоа, бидејќи ги добивме и првите реакции од здруженијата на пациенти. Во овој дел уште еднаш за да ми стане појасно извештаите, вештачењата. Во моментов се во Министерство за здравство не се доставени до ниту една владина институција. Не се доставени, бидејќи се комплетираат од страна на стручен тим. Во стручен тим имаме доктори и административен стручен тим од аспект на правници, економист внатре и администратор, за да може целиот пакет на документи да биде докомплетиран. Уште еднаш врз основа на извештаите кои што ги имаме и врз основа на сите податоци кои што ги изведовме од институциите, се комплетира документот, истиот ќе биде доставен и ќе бидете информирани навреме кога фолдерот ќе биде доставен до надлежните институции. Само да прашам, се комуницира пациентите кои се дел од овој предмет? Значи, законска обврска на Министерството е да се комуницираат, значи, кога ќе се комплетира целата документација, последниот чекор пред да ги пратиме е да имаме средба со пациентите, тој фолдер да биде видлив за нив, да им кажеме што све внатре имаме од административна и клиничка гледна точка. Кога зборам административна, зборам за документи, од клиничка зборам за мултимедијални материјали, бидејќи знаете дека има цедења внатре, има таков тип на документи. Тие мора да бидат законски информирани, ние сме надлежни да ги информираме. После тоа
ќе бидат исто така информирани дека тој предмет ќе биде предмет на други институции кои што понатаму ќе треба да постапуваат. Говориме за 9 пациенти во случај. Па ние цениме дека ќе ги информираме државните надлежни институции за сите предмети кои што беа дел од анализата, не само за тие кои што цениме дека треба посебен осврт да имаат од финансиска и од професионална гледна точка, но сакаме да ги информираме за целиот од на процесот, од моментот кога се отвори постапката, за сите предмети кои што беа дел од анализата. Добро. Да не заборавиме уште нешто, дека не е само надлежните институции кои што има решение од Министерството за здравство да ги анализират. Јас исто така барав и од комората да анализират адхок случаеви и од таму веќе имаме... Не, сакам да речам, ние информираме за 9 случаи. Се повеќе случаи од ова или се тие што се констатирани од двете. Но ние мора да ги информираме надлежните институции за целиот процес, не само за тие 9. Значи се повеќе, ние нели од почетокот опериравме со колку 22 случаи. И ние за сите тие 22 без разлика дека тие дел од нив се нотирани од едната и од другата комисија како процесирани според протоколите, ние мора надлежните институции да ги информираме, бидејќи тие беа дел од процесот на Министерството. Кога се отвори ова прашање, овој предмет, паралелно најавивте, ја спомнавте, специјална комисија за кардиоваскуларни операции. Едноставно кажано, како брана од злоупотреби, оценки, кому ќе му биде потребна операција, кому не, па дури и бирање, односно делегирање на одредени лекари, хирурзи за пациентите. Сега, ајде најпрво до каде овој процес, па ќе исцитирам дел од она што го имаме како став од пациентите. Прво вак, за да имаме таков хартием, тоа не сме единствена земја која што креираме. Во светот тоа веќе е секојдневна активност на таков тип на хартимови. Сегде во светот веќе има на национално ниво има такви национални тела, стручни тела кои што даваат мислење за одредени процеси во здравството. Знаете, во здравството имате таа грин зона која што може да се лекува пациентот со една или со друг протокол на клинички процедури внатре. И тогаш реално и полесно и за докторот кој што го има пациентот е подобро да се третира случајот не само на ниво на клиника или на здравствена институција која што тој пациент е во моментот, туку и на национално ниво од независна стручна комисија или тело да може да даде мислење. Тука нема да одат сите случаеви кои што ќе имат потреба од кардиолошки и кардиоваскуларни интервенции. Туку тие кои што ценат докторите дека се на граница на дали да се третира на одреден начин и која е подобра, кој протокол ќе дава подобри резултати, здравствени резултати понатаму. Тие, тој Heart Team ќе треба да даде мислење и тие ќе работат, нема да имат временска рамка, бидејќи едно од реакциите беше како сега ние да чекаме додека една комисија да ги анализира документите и да даде мислење. Ама не е така, во светот веќе работи протоколот, во моментот се работи протоколот за тој Heart Team. Тие ќе работат кога ќе има потреба 24 часа, нема да имат временска рамка или работен слот. Тие ќе бидат свикани, значи цел систем се прави позади тој Heart Team, кој што тие ќе бидат информирани во моментот кога ќе има потреба институцијата за мислење. И мислењето, значи постапката е при крај, ќе мора таа нова институција, значи ние мора исто така да бидеме предпазливи врз основа на инфраструктурата која што ја имаме во државата. Нашата здравствена инфраструктура во државата имаме јавно здравствени институции, имаме приватно здравствени институции кои што исто така третираат со фондовски пари, со државни пари. Добро. Значи ние мора да ги третираме и едните и другите. Дозволете само уште една реченица. Исто така, паралелно на ова, работиме на отварање на приватните здравствени институции за комуникација со националниот систем.
Ако памтите, јас го најавив тоа, мислам дека пред 5-6 месеци, реков дека и ние ќе ги агрегираме сите податоци за секој пациент третиран во приватна здравствена институција, за да може ние да имаме во реално време информации што се случува со нашите граѓани. Ова исто така се поврзува со тој Hard Team, че нашиот национален систем, за да не може бидејќи ако Hard Teamот нема реален пристап до податоците за одреден пациент, како може да донесе одлука што понатаму со тој пациент. Така да паралелно, освен Hard Teamот, ние работиме и во e-здравство, во нашиот систем, за да може нашиот систем во реално време да комуницира со сите здравствени институции, без разлика дали се државни или приватни, без разлика дали се во Скопје или надвор од Скопје. Сега во овој дел имаше реакции, да ги споменав, една беше од тие дека нема временска рамка, но колку што ве разбрав, тоа не подразбира дека ако треба ургентно да се свика тимот и да се донесе некоја одлука за некој одреден пациент. Значи, тимот секогаш ќе биде свикан. Ќе работи тогаш кога ќе има потреба. Не може тимот да каже за саат време ќе се составиме. Ние правиме цел концепт и за комуникација на тимот помеѓу нив со дигитални решенја. Значи, ако не може физички, ако и нема потреба и не може физички, они мора да бидат организирани и синхронизирани во реално време. Веќе во здравството времето е многу ценето. Кога ќе имаме некој таргетиран пациент, кој велите ве, дали ќе биде за операција или ќе се бараат други начини на третман на пациентот, реакција имаше од пациенти здрава иднина. И сега ќе ја прочитам, најмногу реагираат во делот дека на ваков начин се ускратува правото до пристап на здравствени услуги. И во реакцијата велат: ваквиот пристап спротивен на духот на одредби од Европска повелба за права на пациенти, право на пристап, право на информираност, право на согласност, право на слободен избор, право на почитување на времето на пациентот, право на квалитетна и сигурна здравствена услуга. Освен за временскава рамка која се обидовме малку да ја разграничиме, тие голем дел од реакцијата посветуваат на тоа дека не може институција да му каже на пациентот кај кој лекар или хирург и дека пациентот треба да го задржи тоа право дека ако смета дека треба кај одреден хирург таму да ја спроведе да ја направи операцијата. Прво, ако дозволите малце повеќе да објаснам, за да бидеме појасни. Прво, здравството не треба, довербата кон здравството не смее и не треба да биде сведено на доверба кон лекар или кон човек. Треба довербата да биде кон системот, кон институцијата. Че ние ќе се бориме, и јас како министер и Министерството за здравство, таа доверба да биде доверба кон системот. Веќе, ако имаме доверба кон личност во системот, тогаш немаме здравствен систем кој што функционира добро. И да бидам многу поискрен, досега тоа се докажува дека не функционира. Затоа листите на чекање ни се тие што ни се. Веќе, кај одреден лекар, ако одите, ќе видите листа на чекање со 50 пациенти, 100, кај друг лекар ќе видите 5 или воопшто нема листа на чекање. Ние како Министерство за здравство, јас како министер за здравство, јас сум надежен да креирам систем кој што прво, јас и системот ќе веруваме кон секој здравствен работник. Јас секојаш сум рекол и ќе продолжам да верувам дека секој вработен во здравството има добри професионални перформанси. Нам ни треба институција која што ќе нуди на сите вработени во здравството услови кои што тие ќе можат да перформираат. Само дозволете да ви кажам. За здравје. Дозволете. Кога се зборуваме за здравје, ние не можеме со ваква леснотија да речеме на пациентите. Сите ние сме пациенти, дека системот верува во X доктор и дека тој X доктор може да го сработи тоа. Ме разбирате? Здравјето на граѓаните е во рацете на тие лекари. Јас сум свесен дека со една емисија или со една пресконференција не можам довербата на граѓаните кон здравствениот систем да го променам. Но сум свесен и јас гарантирам дека со промени во системот ние тоа ќе го менуваме. Ова е првиот чекор.
Зошто велиме дека ние мора да веруваме во здравствениот систем? Заради тој hard team, вториот момент заради ние имаме лекарска комора која што секојдневно комуницираме, ние имаме државен санитарен и здравствен инспекторат кој што верувајте никогаш порано немало толку барање од министер за да оди во различни институции да провери како функционираат институциите, како функционираат одредени доктори. Знаете дека имаме отворен кабинет кој што ние имаме информации дневно, не само за институции, туку и за доктори, и ние ги следиме сите процеси. На крајот на денот, која е идејата и можеби зашто не се разбравме во на таа пресконференција, можеби не бев доволно јасен. Значи, ние ќе имаме листа на доктори кои што и листа на пациенти кои што пациентот ќе треба да се третира. Пациентот ќе се третира во докторот кој што е наред, за да може да третира пациент, но на крајот на денот, пациентот ако одлучи да оди кај друг доктор, а не кај тој кој што ќе биде назначен за да може да се третира, он може да бира, но тогаш ќе остане на листа на чекање додека тој доктор, одреден доктор ќе има слободен слот за да може да третира пациент. Така да мислам дека вака креираме систем кој што на крајот на денот прво сите вработени ќе треба да работат и треба да нудат здравствени услуги. Вториот момент, таму кај што имаме потреба, ние имаме веќе креираме и сектор кој што ќе има и фонд за неформално образование, на обуки, различни обуки во државата и надвор од државата, и ние навистина сакаме секој вработен во здравството да работи, да нуди здравствени услуги, а не некои да работат, а други да земат плата. Да, сме го разговарале, хроничен проблем, еден работи за тројца. Во овој контекст велиме да веруваме ние на стручноста на здравствените работници. Го слушнавте ли интервјуто за колешката Точи што беше дадено од лекарот, дека специјалисти не знаат како изгледа пациент со сепса и дека тој се обидувал да искомуницира, зборуваме за студиите во универзитет некој кој беше во некој друг град, во Штипли, каде што завршуваат студии. Кога го слушаме тоа сите ние како пациенти што заминале во Словенија, нели биле вратени тука. За жал, затоа треба и затоа цело време сум многу предпазлив на тоа што треба и како треба нашиот наратив да биде, бидејќи сепак сум министер за здравство, секој мој збор и тежи и може да влијае негативно или позитивно во довербата на граѓаните кон здравството. Јас ве уверувам дека во овој период, додека сум министер, навистина сакаме да работиме системот да се промени од административна и клиничка гледна точка. Затоа работиме заедно и со комората, и со универзитетите, и со клиниките, за да креираме систем кој што ќе дава резултати и од професионална гледна точка, и од временска гледна точка, и од аспект на нудење на реални и во време услуги. Затоа, ако дозволите, тука правиме реформи во специјализации. Ние сега цела реформа на специјализации, цел курикулум променивме заедно со трите универзитети и со клиниките, и веќе специјализациите нема да бидат насочени специјализации како што беа досега, туку ќе имаме и општи специјализации за да може да одговараат на нашите потреби во градовите надвор од Скопје, но од другата страна направиме крупни чекори промени во курикулумите заради новите трендови во здравството. Да не заборавиме дека здравството денеска не е исто како што било пред 10-15 години. Добро. Тие скилсови, вештини, кои што треба да ги има еден доктор пред 15 години не се веќе исти. Да. Затоа правиме промени и од временска рамка, значи ги синхронизираме со ЕУ. Например, во ЕУ една специјализација одредена е 4 години, кај нас е 6 години. Освен што губат нашите доктори 2 години плюс, ништо не добиваат повеќе од тоа што ЕУ го проектира во тие 4 години во курикулумот. Единствено тој курикулум малце се реорганизира. Оставили се ли на сила дел од овие работи и вие во едно од вашите интервјуа кога станавте министер за здравство, разговаравме, ги најавивте овие промени. Докаде се?
Завршија, значи тие сите завршија, значи сите се синхронизирани и со ЕУ, и со трите универзитети во државата, и со клиниките. И тие ќе треба да ги известиме, да помине на седница на влада, тие имаат административни процедури и ќе ги известиме сите универзитети да отвараат нови специализации и субспециализации врз новите правила и новите протоколи, новиот курикулум. И тоа е една од крупните реформи во здравството, кои што ни даваат перформанси на специјалист и субспецијалист кој што ќе одговара на потребите. Вториот момент, кој што е многу битен исто така, за жал, знаете дека во здравството имаме институции кои што имаат недостаток на кадар, но имаме институции кои што имаат повеќе специјалисти отколку што реално имаат потреба. И тоа е заради тој пристап во здравството досега, креирање на листи на специализации и субспециализации врз основа на адхок или врз основа на желби на докторите. Тоа веќе нема да биде така. Ние ќе поднесеме анализа, веќе е направена, знаете, анализата на човечки капацитети, ќе биде поднесена заедно со новиот курикулум за специализации и субспециализации на ниво на влада и ќе кажеме дефицит имаме во тие болници за тој тип на специализации и само тие специализации ќе бидат отворени. Додека приватните специализации ќе бидат отворени по барање на приватните здравствени институции, но исто така и тука менуваме начин. Морав дека една кратка пауза да направиме за реклами, неколку минути одмор и продолжуваме со вториот дел од емисијата. Да, продолжуваме со вториот дел од интервјуто. Мој соговорник, министерот за здравство Азир Алиу. Првиот дел веќе ги начнавме, ги споменавме докторите и здравствениот кадар воопшто како распределба, дефицит, суфицит по клиниките и по болниците ширум државава. Јас сакам да ве прашам, направивте национална база на лекари, некако не успевам да ја лоцирам на сајтот, сметам лично како новинар дека треба да биде достапна до јавноста, бидејќи таа е за јавноста и ние да имаме увид за миграциите на докторите. Во моментов, дали, например, можете некоја анализа компаративна да ми кажете колку лекари имаме или колку медицински сестри во споредба со некој период, ова во контекст дали се уште се соочуваме со тренд на одлив на здравствен кадар од јавно во приватно здравство и од јавно здравство неповратно негде во Словенија, Србија или Германија? Значи, тој процес за среќа се намалува, значи на одлив на медицински кадар, медицински сестри и доктори надвор од нашата држава, го има како присутен, но драстично е намален тој процес и тоа е да биде мислен не само заради политиките што ги имаме во здравството, но најверојатно тој тренд веќе е таков во светот. Зошто? Еве ќе кажам јас, добра анализа направивме на тоа. Значи, во примарно здравство, во развиените земји, многу малце младите сакаат да работат во приватно здравство. Или секундарно, или терцијално здравство. Значи, недостаток на кадар во развиените земји прилично се однесува на примарно ниво на здравствениот систем кај нив. Значи, замислете наш специјалист, кој што трошил толку време на факултет и специализација, можеби и субспециализација, ако оде надвор од државата, он ќе треба да работи како во примарно здравство, како доктор во некој село или некој градче, бидејќи таму докторите, младите доктори сакаат нивниот развој во кариерата да го гледаат и сакаат на секундарно или терцијално здравство. И тој тренд, мислам дека веќе се свесни докторите, се намалува. Вториот момент е заради нашите здравствени политики, кои што мора да признаеме, без разлика дека сум министри, можеби не сакам да изгледам фалбаџиски дека се фалиме што направивме, но навистина промена на 15 закони во здравството значи многу за вработените. Прво, една од најбитните промени беше профилот на вработување во здравствениот систем. Знаете дека со новиот закон веќе се менува тој пристап на вработување, значи порано јас мислам дека и кај вас во емисија реков дека нелогично ми е целата постапка на Министерството за здравство да се множи со нула кога директорот ќе одбере кого да прими на работа. Тоа веќе не е случај. Значи со сите промени во здравството директорот денеска мора да го прими најдобриот од листата на апликанти. Вториот момент е кариерниот развој. Значи не е секогаш платата. Јас многу често разговарам со нашите доктори кои што работат надвор од државата, исто така индикатор платата, но не е најбитен. Значи најбитен индикатор е
тоа незнаење или немање јасна слика на кариерен развој во здравствениот систем, тоа веќе го менуваме. Значи, ќе се знае со јасно дефинирани индикатори кариерниот развој на секоја медицинска сестра, на секој доктор. И третиот момент, ако дозволувате, е профилот на вработувањата или законите кои што беа многу општи и не дефинира. Значи, верувајте дека ние, например, за медицински сестри, немаме во законот дефиниран профил на опис на работно место. Што е страшно и за институцијата, и за медицинскиот кадар, и за докторите, и за све. Значи, мора да имаме јасно дефинирани правила на вработените во здравството и мислам дека тоа веќе делува позитивно. Колку имаме број на вработени? Сакав да ве прашам во моментот во однос на бројката на вработени, дали можеме некоја рамка да добиеме? Ние ги знаеме, делома ги соопштивте кога ја направивте националната база. Значи, од тогаш до денеска да видиме над 32.000 вработени имаме во здравствениот сектор, од таму, значи вкупно, кога збориме вкупно, збориме и за јавно здравствени институции, и за приватно здравствени институции, негде над 18.000 нешто имаме во јавно здравствените институции вработени и 13.000 нешто во приватните институции. И ова не е исто така многу битно. Ние сакаме да ги третираме и вработените во јавното здравство, да имаме јасна слика за кариерниот развој, но исто така и во приватните да имаме јасна слика како тоа се развива. Заради една причина, ние не сакаме да се мешаме во приватниот здравствен систем, но знаете дека таа флуктација помеѓу јавно-приватни институции е честа. За среќа сега веќе има и обратно, многу често беше од јавна здравствена институција дооди во приватна, сега имаме веќе многу често, јас подпишувам, и од приватна здравствена институција кои што доаѓаат на јавна здравствена институција. И таа бројка ни е јасна, ја следиме секој ден, дали е јавна, основа на ова што велите забавен е трендот на одлив на кадар, врз основа на што математички нешто следите, некој тренд, има ли некоја бројка? Па ви кажав, врз основа на овие предпоставени, ќе кажам, не можам јас да бидам сигурен дека тоа е главен индикатор, но ви кажав дека неколку индикатори се во прашање и ги напоменав кои се. Прво, кариерниот развој кој што е многу појасен со новите закони и ние јасно кажуваме дека здравствениот систем мора да биде транспарентен, вработените во здравствениот систем мора да добиваат инфраструктура за која ќе работат на клиничка, од клиничка гледна точка, од административна гледна точка, но исто така и од академска гледна точка. И ценам дека овој наш пристап кон здравството влева доверба дека да, и нашиот здравствен систем е транспарентен и веќе е видлив и може да се проектира секој перформанс на доктор и медицинска сестра. Во овој контекст кога говориме за обидите да ги задржиме луѓето во здравството, тие што ги имаме, голем дел од нив нели работеа, па и се уште работат со договор на дело, ја некако се изненадив минатата недела кога видов дека во клиника за детски болести од месец јануар луѓето не земале плата, 50 вработени. И протестираа пред Министерство за финансии. Лично дали стапивте во контакт, самото раководство застана во одбрана на овие вработени. Зборуваме за луѓе договори на дело, но според нивните изјави некои од нив дури со годиништа работат по договор на дело. Сега сакам да прашам, ова се 50 луѓе, клиника за детски болести, не е само административно-технички кадар, туку говориме и за медицински кадар. Сега дали до каде е случајот, зошто луѓето немаат земено плата? Вие сте во право кога велите и за жал, се уште имаме вработени во здравствениот систем кој што се на договор на дело. И тоа е лошо и за институцијата и за вработениот. За институцијата бидејќи не може да предвидува понатаму развој на перформансите на човечкиот капацитет внатре, за вработениот бидејќи секој ден може да им кажат директорите дека немаат потреба од нив. Значи немаат сигурност. И ние тоа го променивме. Вие знаете дека ние 1300 медицински кадари, значи доктори, медицински сестри вработивме.
во 2025 година, негде 222 досега во 2026 и продолжуваме понатаму, бидејќи ние цениме дека секој вработен во здравството, заради тоа што го кажав порано, мора да се вложи не само да им дадеме плата, бидејќи платите нели ги покачивме. Идејата е да им дадеме можност за обуки и дообуки во здравството, че со нови трендови, нови методологии и така натаму. На таа клиника, значи секоја клиника знаете дека договорците им престануваат договорите на 31 декември. Да. Значи, за да може он да проложи со работа, он мора да има ново позитивно мислење од страна на Министерството за здравство, од страна на фондот и од страна на Министерството за финансии. И сите директори поднесуваат барање за нови проложување на договорите. Оваа година ние направивме и функционална анализа за да можеме да знаеме тоа што го кажав на самиот почеток од емисијата, од аспект на реорганизација на човечките капацитети воопшто во здравството, да видиме каде имаме недостатоци и каде имаме вишок на професионалци. И сакаме таа мобилност да биде прво внатре помеѓу институциите. Точно е дека во таа клиника има недостаток на медицински кадар, на медицински сестри и техничари, и точно е дека тие вработени за жал биле дел од институцијата, но не како вработени, туку како волонтери. Тоа е законски возможно. Директорот заради тој недостаток им проложи како волонтери да функционираат таму, а се знае дека волонтерот не се плати. Ретроактивно ние не можеме да платиме. Значи, Министерството за финансии треба да даде краен одговор, позитивен одговор, за да може некој директор да вработи. Иначе, без позитивно мислење од Министерство за финансии не може да вработите. Значи, да, министре, говориме за луѓе, дел од нив медицински сестри се со години. Замислете 50 луѓе во клиниката за детски болести да речат не ќе ме да волонтираме, си одиме. Не е само таму, верувајте во секоја институција. 50 луѓе кои што работеле со години тука и сега ние имаме ситуација како општество, како држава, Министерство за финансии не потпишува онаму каде што имаме дефицит на кадар кој што е неопходен за детска клиника говориме. Прво не е точно дека не потпишува. Ние правиме анализа. Сега јуни месец. Правиме анализа на целиот здравствен систем. Верувајте сега се работи за здравствен систем кој што бил менаџиран од страна на министер за здравство адхок. Менаџирање имало, без да има јасни цели, без да има јасна програма и за финансии, и за човечки капацитети, и за инфраструктура, и за технологии, и за дигитализација. Верувајте, ние не најдовме ни една методологија која што ќе ни каже како ќе изгледа нашиот здравствен систем за 10 години. Верувајте, ни еден документ. Така да не се креира политики во здравството базирани на дневни потреби. Значи на адхок решенија. И затоа дојдовме не се дневни потреби, работат сега. Ама затоа дојдовме до ситуација која што здравствениот систем во една институција ќе има недостаток, во друга институција имаме лекари кои што немаат работа. И ние мора да бидеме реални, да оптимизираме на ниво на здравствениот систем, за да може да имаме здравствен систем креиран по потреби, здравствен систем кој што финансирањето ќе се троши, парите ќе се трошат, тие се пари на граѓаните, на ниво на здравствена институција, реално и за потребите на таа здравствена институција и на потребите на таа демографија која што таа здравствена институција нуди услуги, ние не можеме веќе да креираме политики базирани на човек, на институција, туку мора да креираме политики базирани на податоци и на таа цела слика на реформи во здравството. Ве уверувам дека кога ќе завршат сите целата функционална анализа, веќе се информирани сите директори, веќе ни пратија бројка колку имаат недостаток на кадар базиран на систематизација. Но некои од систематизациите се толку стари, кои што веќе не се компатибилни со новиот тренд во здравството. И им баравме од тие институции да направат нова анализа, функционална анализа, нова систематизација да барат од нас, од Министерство за администрација, за да може понатаму да дефинираме човечки капацитети базирани на функционалност. Уште една реченица. Ние не можеме да имаме здравствени институции кои што ќе имаат копи-пест здравствени услуги, а нема да ги имаат здравствените услуги потребни за тие граѓани. Мора да имаме здравствени институции кои што ќе се покриваат една со друга. Што сакам да кажам? Ако во еден град
Значи, една здравствена институција покрива одредени здравствени услуги, а не ги покрива другите заради човечки капацитети, заради инфраструктура, мора во близина на тој град да имаме институција која што ќе нуди такви здравствени услуги. Целта која е? Граѓанин од одреден град да не патува до Скопје за одредена здравствена услуга, туку да мора, ако не може во градот кај што живее, во поблискиот град да може да се и таа регионализација ни е многу битна. Сега ние веќе не само го говориме, туку го реализираме. Гледате дека веќе имаме проекти кои што се во склоп на ова што го кажав. Не можам се да истрпам во овој интервју, сакам дел од овие теми што се актуелни. Минатата недела имавте прес или предминатата со градоначалникот Орце Ѓоргиевски и конечно најавивте дека ќе се реализира тој тендер по тој тајминг оваа недела за катни гаражи и конечно решение на паркинг хаосот што се случува на клинички центар. Сега до каде е тоа? Еве, неделата почна. Ќе ви кажам до каде, само ќе почнам за што збориме. Здравствен систем кој што Министерот за здравство наместо да збори за нови методологии, нов пристап, нова метода во здравството, збори за паркинг во клиничкиот центар. Меѓу другото, ама сакам да ви кажам дека тој е толку базичен проблем, но јас не го гледам така, не го гледам како само проблем на една кола, туку како екосистем во здравството, бидејќи нашите граѓани, нашите пациенти трошат време за жал и нерви да најдат паркинг место слободно за да одат кај доктор и тоа после ќе оди или со закаснување или со нервози, ствара дефинитивно процеси кои што не треба да бидат во здравствениот систем. Што направивме? Прво анализиравме. Знаете дека од 2023 таму немаше договор, на сиво беше све. Анализиравме потребите на клиничкиот центар Мајка Тереза, направивме проект кој што треба да се реализира. Се договоривме не со приватни компании кои што имаат различни финансиски интереси, туку со институција, државна институција, со град Скопје, кои што имаат и институција што се бави со тој бизнис, но исто така и човечки капацитети и инфраструктура, и веќе на 15 години потпишан е договор со град Скопје, за да може да управува град Скопје со клиничкиот центар или поточно со паркингот на клинички центар. Тој договор веќе е потпишан и тука завршува приказната административната на здравство, на Министерство за здравство. Сега треба веќе да работи град Скопје, да ги отвори тие постапки. Веќе се договоривме со градоначалникот, јас се слушнав и оваа недела ќе биде отворена постапката за да може да се пријават институции кои што се бават со тој тип на услуги, за да може тие услуги да бидат имплементирани. Не се работи само за катна гаража, туку се работи за цела инфраструктура, значи се работи за хоризонтална и за вертикална инфраструктура, но исто така се работи за дигитализација. Тука влегува, нели кажавме тогаш, ќе имаме смарт паркинг систем, кој што самиот влез до самиот излез ќе може да интерактивно да комуницира со граѓанините. Да, за жал, навистина, за ова елементарно прашање говориме, но сите ние сме биле сведоци натре во клинички центар, некаде околу Пладне, дури е невозможно по 40 минути да се излезе. За мене несфатливо зошто не може да се обезбедат повеќе излези, коли на брза помош се заглавени, пациенти, тоа е толку хаотично, а несфатливо е како досега никој не успеа да најде решение за ова елементарно. Дури излезите од клинички центар, не можат луѓето да се вклучат на улицата со две ленти, нема регулација. И со Министерство за внатрешни работи нешто несфатливо за 21 век. Несфатливо, не може да се објасни. Точно. И затоа првата аток решение, нели тогаш памтите, беше со приватна институција, хотел блиско до клиничкиот центар, кој што денеска таму 350 коли се паркираат. Замислете и тие коли да беа паркирани на клинички центар. Зборуваме за лекарите, дали ги користат услугите, нели го најавите? Така, ги користат, чак сега барат и повеќе. Јас разговарам со нив додека биде инфраструктурно средено да може таму. Значи 350 беа пред месеци нешто, можеби се повеќе, кои што паркинг места кои што нашите вработени ги користат ја користат таа инфраструктура во таа приватна институција. Замислете и тие да беа внатре во клинички центар. Што се случува нов клинички центар? Денеска премиерот има изјава, се преговара со собствениците на приватното земјиште кај Борис Трајковски и дека тоа може да биде известно решение за тоа што го велиме нов клинички центар
во Скопје. Тоа е мега проект, го читаме во секој буџет, мислам на за 20 на години, ама еве докаде е тоа како министар за финансии информирани сте, денешна е изјавата на премиерот. Значи, клинички центар секде во светот, значи терцијалното здравство е национално богатство за нови методологии, нов пристап кон здравството, менаџирање со здравствениот систем, и тука вложуваме многу напори, не само ние како министерство и како влада, туку исто така и со експерти кои што направија и прават анализи на можните решенја за клинички центар. Едно од тука што направивме, индикатори ни беа временската рамка, за колку време ќе треба да имаме нов клинички центар, вложувањето, значи колку ќе ни чини од финансиска гледна точка тој проект, и третиот момент е компатибилноста на функционалноста со инфраструктурата и со капацитетот. Да не заборавиме дека клиничкиот центар во моментот, освен што ги има клиниките, има и образовни институции, таму ни е и факултетот, таму факултетите, внатре трите факултети, таму ни се институтите, така да направена и таа анализа што со тие институции внатре, што со комбинација на активностите. Знаете дека нашите професори, освен што се професори, се и доктори во клиничкиот центар, и најсоодветно решение, најприфатливо и од страна на временска рамка анализирано, и од финансиска гледна точка, е инфраструктурата околу 8 септември, заради прво зградата на 8 септември, таа инфраструктура, знаете дека со години се инвестираше и ние продолжуваме да инвестираме. Таму направивме, например, операциони сали кои што се со cutting edge технологија, и ќе продолжиме да инвестираме понатаму. Сега веќе имаме нов проект за фасадата, и спроти 8 септември има фантастично место кое што е слободно, кое што може таму да се градат нови згради кои што ќе бидат со подземен топол коридор конектирани, за да може и пациентите и вработените да одат од една во друга зграда, за да може да работат. Но од другата страна и инфраструктурно е многу добар, бидејќи имаме булевари од сите страни, за да може влезот и излезот на клиничкиот центар да биде многу соодветно и многу пооптимален отколку што сега го имаме на клиничкиот центар Мајка Тереза. И ценам дека за кратко, ако се решаваат тие административни процедури кои што веќе се почнати, еве и премиерот најави, многу брзо исто така ќе излеземе со тој проект. Голем проект е, па тоа сакав да прашам перспективно, кога може да се очекува перспективно? Па знаете, кога ме прашавте тогаш првиот пат за паркингот, јас реков за 3 месеци ќе имаме паркинг. Не знаев дека ќе се соочам со административни процедури кои што за жал се соочев, и трошевме 5 месеци за тоа. Да не дадеме пак временска рамка и да не кажете зошто кажавте за година 2-5, да завршиме со оваа администрација, административна процедура. Таа не е само помеѓу државата и приватен сектор, туку исто така помеѓу државата и општината, бидејќи таму треба исто така неколку одредени измени да се направат, и тие административни процедури понекогаш за жал не зависат од нас. Мора да привршуваме. Моето последно прашање сакам да ви го поставам околу оваа афера што беше, повторно ќе ја речем, со компаниите за одгледување на марихуана и, како се вели по дефиниција, наркотици. 40 тони, 60 тони нелегално чувана марихуана и така натаму, имаше вонредни контроли, беше најавено дека ќе има и законски интервенции за протоколите за чување. И сега одеднаш овој ревносен бизнес кој чини стотици милиони евра, ние како јавност немаме информација до каде и што е работата. Си функционираат компаниите, на дел од нив рековте забрани или контроли, како беше? Што се случува во моментов на оваа тема? Некои од компаниите кои што резултатите покажа дека работат според дефинирани протоколи и закон, функционираат. Други веќе не функционираат и немаат лиценца за работа, се одземени се лиценците. Да, кажавте на пресуда, одземени. И третата административна процедура е поврзана помеѓу нас, Министерството за внатрешни работи и други институции, кои што е процедура во тек. А околу законските измени за промена на протоколите за чување? Ние работиме за промена на Вака, ако дојдете, еве ќе ве замолам да дојдете еден ден во Министерство за здравство, да ве однесам јас лично во тие канцеларии кои што работат колегите, а се бават со
административни процедури поврзани со овие компании, прво ќе видите куп хартија кои што не можат тие колеги да се движат. Значи, прво што направивме, цела процедура ќе ја дигитализираме и правиме, тоа веќе помина на седница на влада, ќе правиме цело софтверско решение, кое што сите процедури ќе бидат дефинирани стрикно и ќе бидат процесуирани електронски, а не со хартија. Што ќе се случува со таа реформа од мануелно на дигитално? Прво ќе имаме во реално време ќе имаме информации што се случува со тој сектор. Веќе и таму исто така времето не е битно. Да знаеме која процедура, кога почнала, кај заглавила, ако заглавила и кај е решена. Прашањето дали се премисливте од тие нови протоколи за чување на дефинитивно, значи на марихуана? Ќе бидат допрецизирани, веќе работи стручен тим кој што ќе ги допрецизира, веќе има некои делови кои што може да се анализираат на поинаков начин, ќе ги допрецизираме, ќе направиме законски измени, но исто така ќе направиме цел сектор кај нас, бидејќи во моментот знаете дека нема сектор за тоа. Вработени кои што се во МЗ, Министерство за здравство, работат и други работи, но истовремено го работат и ова. Мора да направиме цел сектор за да може да се одговара во реално време за потребите на секторот кој што го спомнав. Да, министре, овде мора да завршуваме со интервјуто. Ви благодарам, само може ли во една минута ми кажете ваш најголем успех што го сметате? Вие сте информатичар што велите, ама најголем успех и најголем неуспех. Мора да завршуваме поради вестите. Па, еве, да не почнам со дигитализација, бидејќи сите очекувавте да правиме дигитализација и тоа веќе се реализира. Вториот успех поголем е тие 15 закони, бидејќи работата на еден министер е да креира законска рамка во ресорот кој што менаџира. Така да законите ми се едни од, еве да кажам, најбитните резултати, бидејќи дигитализацијата ми е професија, така да не ја сметам како таква. А неуспех? Неуспех. Нешто што очекувавте дека ќе сработите, ќе испорачате, а не го направите. Па има веќе еве утре една година, еве може да кажеме дека просторот, паркингот во клинички очекував да веќе да имаме резултати, еве за жал се уште ги чекаме резултатите. Ви благодарам за ова интервју, се надевам ќе се видиме од позиција на министер за здравство. Јас навивам да имаме некој континуитет, особено во овој ресор, како што кажав, на година и 2 месеци ние добиваме нов министер во овој ресор и некако секогаш работите како да почнуваат одново, но веројатно ќе бидат послушани вашите желби и амбиции кога ќе се прават овие партиски преговори за реконструкција на влада. Па ќе видиме во која улога ќе се видиме. Јас се како новинар, а за вас ќе видиме. Ќе се видиме пак. Да, ви благодарам. Да, почитувани, овде завршува интервјуто со министерот за здравство. Од мене пријатно